Евангелие според Јован, 6 глава. Потоа Исус отиде на другата страна од Галилејското Тиверијадското море. И по него одеше многу народ, зашто ги гледаат чудата негови што ги вршеше над болните. А Исус отиде во гората и таму седеше со учениците своји. И наближуваше јудејскиот празник Пасха. Исус пак, откако ги подигна очите, виде дека кон него иде многу народ, па му рече на Филип: "Откаде да купиме леб за да јадат овие?" А тоа го рече за да го искуша, зашто сам знаеше што ќе направи. Филип му одговори: "Не ќе им биде доволно леб за 200 денарии, па да добие секој од нив помалку." Еден од учениците негови, Андреј, братот на Симон Петар, му рече: "Овде има едно момче кој има 5 јачменови лебови и 2 риби, но што е тоа за толку души?" Исус рече: "Кажете им на луѓето да поседнат." А на тоа место имаше многу трева. Тогаш поседнаа луѓето на број околу 5000. Исус ги зеде лебовите, заблагодари и им ги подаде на учениците, а учениците на оние што поседнаа. Исто така и од рибите, кој колку сакаше. А кога се наситија, им рече на учениците своји: "Соберете ги останатите парчиња, за да не се загуби ништо." И од 5 јачменови лебови собра и наполнија 12 кошници парчиња, што им преостанаа на оние што јадеа. Луѓето, кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: "Овој е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот." Но Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат и да го фатат за да го прогласат за цар, повторно се повлече сам во гората. А приквечер учениците негови слегоа до морето и откако влегоа во кораб, тргнаа преку морето кон Капернаум. И веќе се беше стемнило, а Исус се уште не беше дошол кај нив. Морето пак се подигаше, зашто дуваше силен ветар. И кога беа поминале 25 до 30 стадии, го видоа Исуса како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Но тој им рече: "Јас сум, не плашете се." Тие сакаа да го примат во коработ и веднаш коработ пристигна до брегот, каде што одеа. Утредента, наутро, народот што стоеше од другата страна на морето забележа дека таму немаше друг кораб, освен еден, во кој влегоа учениците негови и дека Исус не влезе во коработ со учениците своји, туку само учениците негови заминаа. И други кораби дојде од Тиверијада, близу до на место каде што беа јале леб, откако Господ заблагодари. И кога видоа луѓето дека Исус не беше таму, ниту учениците негови, влегоа сами во кораби и дојдоа во Капернаум да го бараат Исуса. И штом го најдоа отаде морето, му рекоа: "Рави, кога дојде овде?" А Исус им одговори и рече: "Вистина, вистина ви велам, вие не ме барате затоа што видовте чуда, туку затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот." А тие му рекоа: "Што да правиме за да извршуваме Божји дела?" Исус им одговори и рече: "Божјото дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој." А тие му рекоа: "Каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Што ќе направиш?" "Татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано: леб од небото им даде да јадат." Но Исус им рече: "Вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсей леб од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леб од небото. Зашто лебот Божи е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот." Тогаш му рекоа: "Господи, давај ни го секогаш тој леб." А Исус им рече: "Јас сум лебот на животот.
Кој доаѓа кај мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков, вие и ме видовте и не верувате. Се што ми дава Отецот ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене нема да го избркам надвор. Зашто јас слегов од небото не да извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот, кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е оваа: од се што ми дал да не загубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. А ова е волјата на оној што ме прати: секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него, да има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Негодуваа против него јудејците, зашто рече: јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: зар не е овој Исус, Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познаваме? Како тогаш тој вели слегов од небото? Им одговори Исус и рече: не мрморете меѓу себе. Никој не може да дојде кај мене ако не го привлече Отецот, кој ме прати, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: и ќе бидат сите од Бога научени. Секој што чул од Отецот и се научил, доаѓа кај мене. Не дека некој го видел Бога, освен оној кој е од Бога. Тој го видел Отецот. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа, а ова е леб што доаѓа од небото, а оној кој јаде од него нема да умре. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за живот на светот. Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велејќи: како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? А Исус им рече: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинската храна, а мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец, и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб ќе живее довека. Ова го каже Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Тогаш мнозина од учениците негови, откако го слушнаа тоа, рекоа: тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови негодуваат заради тоа, им рече: зар ова ве соблазнува? А што ако го видите Синот човечки како се вознесува горе, каде што бил порано? Духот е тој што оживува, телото ништо не ползува. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат. Исус знаеше од почетокот кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече: затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене, ако не му биде дадено од мојот Отец. Од тоа време мнозин од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Тогаш им рече Исус на 12 мината: да не сакате и вие да си отидете? А Симон Петар му одговори: Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот, и ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Исус им одговори: нели ве избрав 12 мина, но еден од вас е ѓавол.
а зборуваше за Јуда Симонов Искариотски, зашто тој, иако еден од 12 мината, сакаше да го предаде.